Јазик на Република Северна Македонија наместо македонски јазик со бришењето на старото уставно име. Полека се бришат и другите деривати на терминот Македонија. Најновата интерна одлука во секретаријатот на Обединетите нации дополнително ги разгорува овие сомнежи. Нова Македонија објави дека на службите во секретаријатот им било наложено да го употребуваат терминот јазикот на Република Северна Македонија, а да го избегнуваат терминот македонски јазик, повикувајќи се на високи неименувани извори од организацијата. Истите извори наведуваат дека без оглед што на официјалната страница на Обединетите нации се уште пишува македонски јазик, во тек е постепено елиминирање на сите деривати произлезени од терминот Македонија, вклучувајќи на јазикот, без оглед што тој во Обединетите нации како таков е признаен многу одамна. Понатаму се додава дека од оваа година категоријата македонски јазик ќе се користи за антички македонски јазик, зашто веќе грците прават напори да ги убедат Обединетите нации дека станува збор за дијалект на античкиот грчки јазик. Како што пишува Нова Македонија, повеќе од една недела институциите молчеле за овие информации и Министерството за надворешни работи на Македонија и надлежните во Обединетите нации. Од МНР дури денеска реагираа. Единствениот референтен документ на Организацијата за главните обележја и податоци за земјите е УНТЕРМ. Објавените информации представуваат злонамерни шпекулации, чии намери се да создадат непотребно вознемирување на јавноста и не одат во прилог на интересите на Македонија. Во соопштението МНР се повикува на официјалната терминолошка база на Обединетите нации, а Нова Македонија пак пишува дека во интерна препорака им било сугерирано да се користи јазик на Република Северна Македонија. Од Министерството велат и дека нашите представници во Њујорк стапиле во контакт со представници на секретаријатот, кои категорично ги отфрлиле овие информации за наводни внатрешни инструкции на Обединетите нации. Инаку во терминолошката база на Обединетите нации стои дека придавката во однос на државата, официјалните органи и други правни ентитети треба да биде во линија со официјалното име на државата или краткото име, односно на Република Северна Македонија или на Северна Македонија. Другите придавки како северно-македонски и македонски не смеат да се користат во овие случаи. Ова не е прв пат да се проблематизира употребата на терминот македонски јазик. Повеќе странски политичари во официјални обраќања досега говореа за северно-македонски јазик.